на држава со едно библиско име Македонија ќе се стави на плеките на 9 до 12 уценети пратеници? Се извинувам. Име на држава не може да зависи од 9 до 12 уценети пратеници. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50-60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Да ја повторам реченицата со која почнавме оваа емисија. Со 9 уценети пратеници не се менува името на државата. Ова е лајт мотив на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Никој не очекуваше. Очекувавте ли ве таква ниска излезност? Да, искрено да ви кажам, да, и мојата прогноза се движеше во процентот. Бидејќи уште 2-3% од оној што го имавме. Уште 2-3 странски гости да дојдеа, мислам некај под 500.000 ќе беа. Значи одедна се сврти целата работа. Тоа е веќе работа на избор на кампањата. Но нешто ја водеше кампањата. Кога е подпишан или кога е договорено и договорот преспа, да. Има зголемување на рейтингот на СДСМ. Тој во месец јуни и подоцна во месец јули. Бидејќи народот поверува дека таа европска приказна може да значи благосостојба. Меѓутоа веќе во август месец кога се гледа дека таа европска приказна е шуплива, како расипан зап, август, веќе септември почна драматично паѓа рейтингот и тоа се види на референдумот. Така, ама тоа е пак како што ви кажав, значи на референдумот секој имаше право да води кампања. Едните се одлучија да водат кампања за и очигледно погрешна кампања воделе, заради резултатите какви што беа, а вторите се одлучија да не водат кампања и трети имаше кои што водеа кампања бойкотирам и сосема легитимно, значи резултатите се такви какви што се. Една проценка. Ќе има избори или нема да има брзи предвремени избори? Проценка моја е дека ќе има. Ќе има, да. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 80 пратеници. За гласа 80. Воздржаи нема, против нема. Зошто ви ги повторувам овие работи, почитани гледачи? Зошто парчење од мои поранешни емисии пуштам безмалку во секоја нова емисија, за да ве подсетам, ништо све поминавме и ништо све ќе поминиме. За да ја знаеме нашата иднина, треба да го проучиме нашето минато. Како велат, историјата е политика која се случила во историјата, но ако не ја проучиме историјата, нема да можеме да ја процениме на иднината. Затоа сите тие парчиња ги вадам од старите емисии, ги ставам во новите емисии, за да ви пратам порака дека се ова што ни се случува не ни е паднато од Господ. Ке американците нема незавршена работа. Може да има само привремено одложена работа. Американците нема се откажат од овој проект. Македонија да биде членка на НАТО. Значи ќе се најде нов модел, може ќе се најдат нови играчи, нова конструкција, но американците нема се откажат од ова. Ке американците нема незавршена работа. Ова работа некој ќе ја заврши. Може би подобро од Зоран Заев. Може би самиот Зоран Заев. Може ќе проба да го силува македонското население во наводници, но оваа работа ќе мора да биде завршена. Се надевам дека нема да биде завршена со 9 до 12 уценети пратеници и дека сепак ќе се респектира волјата на македонските граѓани кои гласаа против на овој референдум, односно не гласаа за нови референдум, да бидеме до крај прецизни. Се надам дека ќе биде почитувана таа волја и дека врз база на така изразената волја на македонските граѓани ќе се најде некое решение кое ќе биде многу поприфатливо, подостоинствено, да не речем да не биде навредливо за македонските граѓани. 1991 година беше формирана Бадентеровата комисија. Таа Бадентерова комисија, која беше составена од 5 председатели на уставни суди на најмокните држави во Европа, донесе заклучок дека само Република Словенија и Република Македонија ги исполнуваат сите услови да бидат прогласени за независни држави. Знаете ли зошто, почитувани гледачи, Македонија доби зелено светло од Бадентеровата комисија да биде прогласена за независна држава? Дека македонската независност беше изгласана на референдум, а не со гласање во собранието кој што тоа го направи Република Хрватска. Затоа може да се прави што сакат. Може со 9 уценети пратеници да го менуваат името на државата. Меѓутоа на 30 септември македонскиот народ им кажа не. Ние не прифаќаме да биде сменето името Република Македонија во Република Северна Македонија. Колку прво ве секојаш покажувате сомнеш
околу идентитетот на македонскиот народ и не верувате во пределбата на македонскиот народ, тоа се случи со референдумот 1991 година, инсистирате на гласање во парламентот, а не на референдум на македонскиот народ, бидејќи се сомневате дека ќе излезат повеќе од 50% македонците. Тој сомнеш од самиот почеток до ден денес кај мене е јасен дека македонскиот народ е во суштина пројугословенски народ. И мислам дека многу од граѓаните на Македонија, македонската држава ја чувствуваат како товар, а не како нешто што им доаѓа од срце. Една група на македонски политичари 27 години го подценуваат и го понижуваат тој државотворен капацитет на македонскиот народ. Ова е дел од интервјуто со Лјупчо Ѓорѓиевски снимено пролета 2010 година, кај што Лјупчо Ѓорѓиевски признава дека 1991 година не верува во македонскиот народ и не верува дека тој македонски народ може на референдумот да изгласа дека сака да направи независна македонска држава, односно Македонија да се одвои од тогашна СФР Југославија. Дали имаше грчко влијание во правење на таа коалиција? Немаше. Подоцна се покажува дека вие Топурковски имате блиски релации со грчките политички партии, со грчката држава. Задничката средба или последната средба на која се финализира таа коалиција направена во Порто Карас, значи тоа е ексклузивно летувалиште во Грција, но не смета дека Грција всушност стоела за таа коалиција помеѓу вас и Васил Топурковски. Леско, ние тогаш бевме на еден, така како да кажем, колективен одмор во Порто Карас, во кој беа заедно со мене Доста Димовска, Маријан Ѓорчев и уште некои членови на извршниот комитет. И одеднаш се јавува Васил Топурковски и ја дава иницијативата, треба да се видиме поттикно, важно е, треба некои работи ќе бидат добро завршени. Ние му велиме, Васил, ние сме на одмор, не можеме да го прекинеме одморот, ама ако сакаш дојди ти. И он доаѓа во Порто Карас и точно тогаш се остварува таа средба во Порто Карас. Меѓутоа, можам да ја кажем без тука немало никакво присуство на никаков грчки политичар, ниту пак јас сум имал некоја комуникација со грчки политичари во тоа време. Едноставно изборот беше случаен таму. А точно е дека тука веќе беа поставени темелите на новата коалиција која подоцна се финализира и мислам триумфално победи на новите парламентарни избори. И гледате таа група на македонски политичари кои сега се вртат по македонските медиуми, се вртат по македонските телевизии, ви убедува дека е добро и дека е благодетно да се смени името на државата. Лјупчо Ѓорѓиевски. Бранко Царенковски напиша писмо и во тоа писмо ги употреби истите аргументи кои беа употребувани 1991 година. 1991 година истите луѓе не убедува дека Република Македонија не може да опстои кој независна држава, дека мораме да бидеме во сојуз со Србија или во тогашна СФР Југославија. Исто кој што не убедува денес, дека го не го смени името, не сме кадарни самите да правиме држава, дека надвор од НАТО, дека надвор од ЕУ, ние ќе пропаднеме како држава. Значи 27 години тие политичари ја промаша својата политичка кариера. Не направија ништо да ја направат ова држава стабилна Република Македонија. И тие неуспешни политичари сега се главни кои не убедува дека Македонија треба да го смени своето име. Бранко Царенковски, Тала Џафери не гласа на референдумот. Намерно не ги оставите да гласат или пробаа да ескивират да не остане запишано во историјата дека гласале за промена на името. Република Македонија. Согласно изборниот законник и не можат да гласаат затоа што не беа на избирачкиот список. А дали е намерно или не, тоа ќе веројатно ќе треба да ги прашате нив. Иначе согласно нашиот изборен законник, доколку во моментот проверивме кај двајцата ваделе нови лични исправи. Проверено е? Проверено, да, значи ваделе не биле на избирачки список, према тоа избирачкиот одбор не може да им дозволи да гласаат. Значи Бранко Царенковски го пушти Зоран Заев сам да гори. Да не остане трага дека тој гласал за промена на име. Тоа е предпоставка. Не, тоа е анализа, Осмен Дерковски, бидејќи за прв пат 2011 година СДСМ воведува да се гласа на референдум. До 2011 година, од 2005-2006, кога Груевски бара на референдум народот се изјасни, СДС има став дека тоа е погрешна политика. Дури 2011 изборите кога Шекерински е кандидат за премиер, прв пат СДСМ воведува и тие доаат на референдум. Така е, Оливер Дерковски е сега председател на Државна изборна комисија, кога бил политичар од спротивната страна на вас, тогаш би дал друг одговор. Меѓутоа, сега како председател на Државна изборна комисија, јас ви кажувам она што кажува изборниот закон. Зашто Бранко Царенковски не гласаше на референдумот? Не гласаше бидејќи не сака да остане запишено во историјата дека излегол на гласање и дека гласал за или против промена на името. До 2011 година СДСМ во своите платформи, во своите програми воопшто не го имаше предвидено фактот дека на референдум треба да се гласа или да се произнесе македонскиот народ за промена или против промена на македонското име. Дури на изборите 2011 година
кога Бранко Цренковски е лидер на СДСМ, а кандидат на СДСМ за премиер на Република Македонија на Радмила Шекеринска, СДСМ и Бранко Цренковски ја вградува таа клаузула или таа опција на референдум да се гласа за промена или не промена на името на Република Македонија. Нови референдум, иако со писма информираше македонската јавност дека тој самиот ќе гласа за промена на името, Бранко Цренковски извади лична карта и не се појави на гласањето. Уште еден председател молчи, поранешниот Бранко Црвенковски. Тој е истраниран да молчи. Тој најдобро го прави. Мислите дека не го плашат со СЈО пред 10 дена? Мислите тоа беше за да го потсетат Црвенковски дека треба да продолжи да молчи? Меѓутоа, тој зима пензија од државата, има кабинет, граѓаните му плаќаат обезбедување, службено возило, а за вака клучни прашања и тој е еден од многуте кои што молчат. Па Цренковски не само што зима пензија или добива пензија, македонски се изразам, или има обезбедување. Цренковски е 2 или 3 пати биран од македонските граѓани. Дури 2002 година е избран со најголема разлика, најголема победа во историјата на македонскиот плурализам, генерално. Но има Цренковски многу поголем проблем од тие бомби што се пуштат. Ако Цренковски ја кажува тезата дека овој СДСМ е негов ДНК, значи дека тој е татко на овој денешен СДСМ, има ли нешто пострашно кога таткото гледа како неговото дете е неспособно и како неговото дете е уништува Република Македонија? Значи нема поголем пораз за Бранко Цренковски кога гледа како овој СДСМ со кој тој се гордео, чие ДНК е овој СДСМ, да вака ја разнебитува Република Македонија. И 2001 година, и 2017, и 2018 година, вклучително овој договор. Ајде еве договорот за Грција ќе го преспие Цренковски. Но напри политичка кариера, но на пресконференција со Праванов во Софија, што не го искоментира договорот со Бугарија, која ништи македонската историја, кој не следува на коминтерновска творба од 44-45 година. Вие сте председател на ДИК. Да. Ајде го трнеме Цренковски на страна. Тала Џафери е втор човек во државата. Во отсуство на врховниот командант. Тала Џафери е врховен командант. Од Тала Џафери и изборот на Тала Џафери почнува политичката криза. Така. 27 април е ескалација на политичката криза во Република Македонија и избран Тала Џафери. И човекот не гласа на референдум. Апсолутно нетипична, да не речем сомнителна политичка ситуација. Ај Црвенковски ке речете пензионере, заборевал да извади лична карта и извил кој не му било времето. Но Тала Џафери како втор човек од државата да не гласа на референдум, тоа за мене е симптоматично во најмала. Може да биде, меѓутоа и по проверката се установи, односно се воспостави дека истата ситуација ке Тала Џафери во истиот период целата негова фамилија, значи целото семејство вадело нови лични документи. Другите го искористиле своето право, се запишале на избирачкиот список, само господинот Тала Џафери не се запишал. Кои се причините, тоа е вистина не знам. Ако пола минута во интервјуто заборајте дека сте председател на ДИК и направиме политичка анализа, го пуштат ли на овој начин Зоран Заев низ вода? Па ако заборавам како што... Барем 30 секунди, еве заборајте. 30 секунди и кога би бил како политичар Оливер Дерковски од спротивната страна, можам и на тој начин да размислам. Сите референдуми од 91 година до денес беа драматични во Република Македонија. На референдумот 91 година албанците не гласа за македонска независност. Сака да останеме во тогашна СФР Југославија, за да можат да обезбедат интегрално решавање на албанското прашање и можеби формирање на големо Косово. Гласали албанците за независна Македонија или од 1991 година? Не гласа. Ако не гласате за независна, ако не гласате за независна држава. Да. Вие не сакате таа држава. Вие не сакате таа држава да постои. Вие сакате таа држава да биде независна држава. Кој ти кажа тоа? Па видите. Еве јас ќе ти кажам зошто не гласа албанците не. Ама зашто не Нема би гласале? право да зборувам во име на сите албанци. Зашто не би гласале за независна држава 91 година? За независна независна Македонија затоа што отцепувањето на Македонија од Србија со хипотеката може и да се споиме. Со снижување на нивото на правата на албанците испод уставот на 74-та, со укинување на школството, на јазикот, и како мислиш да го гласат? Видите, Да? видите, вие ги имате сите права. Кои А вие права? албанци.
А вие на крај, Кој? 20 години, Гој. избирате човек кој со пушка во рака се бореше против македонската држава. Кого И сме вие- избрали, ја не И знам. вие зборите за демократија? Кого зборили? Кого сме избрали? И вие Не зборувате разбирам. за намалување на човекови права? Вие зборувате за намалување на човекови права? Човекот кој Вие се пукал, сметате за кој пукал- критериум на кој- права, кој кога ја пукал- ќе ти дадам кој одговор, пукал тоа ли по- се правата? Значи човекот кој пукал по македонската држава. За кого Еве зборуваш? и да е За кого најнедемократско. зборуваш, За Али кажи? Ахмети, Абе за Али Ахмети. за Гзимо Срени, Па не бе тие не беа наши. за командант, Не за беа наши, командант тие бе на Ходжа. службите, Не, не. бе, Васко. Што тие тебе? Значи, ко не ви одговара се на службите. Зошто не ми одговара? Кога ви одговара, тоа е демократија. Да. Значи, се сака да кажете дека луѓето за кои гласате 20 години се луѓе на службите? Па валјда тоа е јасно. 2004 година Владимир Бучковски, кој тогаш беше министар за одбрана, а 6 месеци подоцна стана македонски премиер, отиде во Струга да ги смирува страстите кои беа поврзани со тој референдум за територијалната организација или територијалната поделба на Република Македонија. Едва и спаси жива глава. Сите веле дека ВМРО ДПМН може би стои за тие немили настани што се случија во Струга. Меѓутоа, има еден факт кој не треба да го заборавиме, дека два крупни шефови на македонската државна безбедност се со потекло од Струга. Тој е господинот Слободан Богоевски, тој е господинот Верушевски. Бучковски, вие сте искусен политичар, веќе 15 години сте на политичката сцена. Зар не помисливте во еден момент дека бевте намерно одбран да го правите ова? Говорам од Црвенковски, говорам од СДСМ. Дали ќе има 39 или 42 пратеника, дали еден од тие пратеници ќе бидете вие, тоа е помалку важно. Некој можеше да ви го даде и тој мандат. Вие и молевте за тој мандат во Александар Палас. Луѓето кои биле на тој конгрес во Александар Палас веле дека таму толку сте плачеле како детенцето Осман од бурни времења на серијата. И некој кој не ви дал мандат, всушност во одбрал да бидете тој што ќе плюка по СДСМ, знаејќи на целиот тој судски бекграунд. Лоши ви се информациите, значи во Александар Палас јас се обидев на затворениот дел од состанокот. Па Да говорам и за затворено, да говорам отворено. И барате да очигледно бидете, дека барате тоа на листа да бидете вие, а не Емилијан Станкоvić, ако не се лажам. не ја давав само примери, не само за мене. И тогаш сметав и сега сметам дека е многу побитно да се почитува принципот кој го промовиравме. Тоа е да избереме луѓе кои може да донесат во својата средина еден глас повеќе од било кој во овој момент е форсиран. И тој Владимир Бучковски, кој агитираше за таа територијална организација. Тој исто Владо Бучковски, кој не ги пушташе македонските хеликоптери, македонските авиони да интервенират во таа битка во Радуша на крајот од војната 2001 година, кој помина низ серија на судски процеси. Сега, како што пишат македонските медиуми, ќе биде нов македонски амбасадор во Вашингтон. Радуша. Тука, значи, велите она една, ајде да речеме, офанзива од нивна страна, потиснато од Таа наша е, ми се страна. чини Радуша вага Кај што една. директно, еклатантно може да се види учество на Косовски заштитен конгрес. Значи таму е типичен фронт. Значи фронт онаков каков што може да го замислите вие во партизанските филмови, да речеме, условно вака. Со јуришање, со дејство на пушко-митралези, на жива сила со жива сила, во многу блиска. Јуришање од таа страна. Да, така да напаѓат КЗК со некои 600-700 припадници. КЗК напаѓа со 600-700. Значи КЗК во униформа на КЗК. Овие не се ни кријат. Не се ни кријат. Границата отворена и сега горе кај наша сила е негде околу 70 на луѓе кои што се заглавени во моментот и немаат можност да се извлечат од позициите бидејќи е блокиран патот со превртен транспортер има. Значи наши се 70, нивни 600-700. 600-700. Кои напаѓаат? Во Се извинувам. Зашто сакаат? Тоа веќе е горе-доле при крај. На При крај, меѓутоа е победа, нели? Сакаат победа. Победа. Многу значаен момент е тоа. Војничка победа, Војничка сакаат. победа. Не на зелена маса, туку војничка. Војничка од аспект не на заседа и на него фронтално, нели, за вземање на да територија. покажат сила, дека еве можеме кога сакаме. И Радуша што се случува? Уствари, таа е една долга битка, значи долга битка која трае со часови, не е то краток период. Во армијата беше побарано од армијата да действуваат воздушно, бидејќи полицијава нема таква можност и нема така.
Бучковски тоа. Бучковски беше министер за Одбрана. одбрана и во еден момент хеликоптерите полетаа од аеродром, меѓутоа и стигна до Радуша. Надлетува над Радуша, меѓутоа не действува. Не действува да аспект што не наоружени. Значи летат хеликоптерите не наоружени. Не наоружени и не действуваат. Значи во истиот момент вие имате една ситуација да нашиве сили кои што очекуваат воздушна поддршка, бидејќи 1:10 малте не се движит. Со односот на терен. Со односот тие за една група на луѓе кои што херојски си ја завршија работата на Радуша. Тие сите до еден учесник од херои да прогласат. Значи хеликоптерите летат невооружени. Кој може тоа да го направи како грешка? Може ли да е ненамерна грешка таа? Значи во наредбата дадат министерот за одбрана. Наредба да полетат. Да полетат ненаоружени. Бучковски дава, значи да полетат таква информација имавме ние дека се тајна е наредба, меѓутоа да не действуваат. За да не действуваат се ненаоружени. И не е дури ни действувани врз нив. Од косовска страна. Не од косовска, него од овие што од борци нивни. Еве едно парче од дебатата помеѓу сегашниот министар за надворешни работи и потенцијалниот иден министар за надворешни работи. Во тој интервју господинот Никола Димитров го прашува Александар Николовски каде беше кога беа настаните на 27 април и самиот го дава одговорот. Бил заедно со Никола Груевски на одредени средби во Виена. Знаете, од сегашна временска дистанца, кога слушаме каков е предлогот на Зоран Заев, кој во понеделникот го испреди до македонската опозиција дека се согласува со амнестија или со помилување на луѓето кои се поврзани со 27 април, од денешна гледна точка станува многу појасно да ги гледаме и да ги анализираме работите. Јас и тогаш кажав дека 27 април де факто беше исцениран за да не дојде до формирање на широка влада во Република Македонија. Таа широка влада беше договорена. Беше договорена во Брисел, беше договорена во Малта и беше договорена во Виена. Таа широка влада требаше да трае 4 години. Првите 2 години на чело на таа широка влада требаше да биде кадар на ВМРО ДПМН. Вторите 2 години на чело на таа широка влада требаше да биде кадар на СДСМ. Таа влада не беше формирана бидејќи се случи настаните на 27 април. Во мемуарите на Глигоров пишува дека Фрчковски му понудил $1 милион, амфора и златен ролекс за промена на името. Понатака, оваа година видовме дека Кочан Ѓушев, кога излезе и кажа дека Северна Македонија е решение, си ја продаде фирмата за 4,5 милиони евра на грчко банкротирано електростопанство, кое што гледаме дека нема никакви активности овдека. Се поставува легитимно прашање дали овој договор има некаква цена и која е таа цена. Јас не бев на функција 4 години по мој избор, затоа што видов дека Македонија залута и го изгуби компасот. А сега сум во политика затоа што од такт ме повредија мојот морал, тоа што го слушнав во 2015 година, бидејќи Македонија не е тој срам. Човек што бил со Груевски, лидерот на срамот, на 27 април во Виена, кога беше нападот врз собранието, вие сте биле заедно со него во делегација, точно, сте имале средби, немате морално право да ме зборувате мене за интегритет и за образ, и за доблест, и за морал. Осудете го нападот. Знаете што е клучната разлика меѓу мене и вас? Немојте да зборувате за неказнивост. Јас сум немал државни, не ми влегувајте во партиски функции. Не ми влегувајте, ја ве слушав. Борф на истите за разлика од вас кои што сакате да ги испедите. Ми спомнавте еден колега. Јас се гордеам на сите позиции кои што сум имал во ВМРО ДПМН. Што правиме сега, почитувани гледачи? Гледате како една по една се остваруваат или се реализираат работите кои изминатите 2 или 3 години ги кажав во рамки на емисијата во Центар. Тоа мене апсолутно не ме прави среќен. Ме прави многу тажен, бидејќи сите овие работи на кои сум укажувал многу други луѓе. Не сме ги спречиле, туку сега ги трпиме последиците на тие наши лоши политички проценки. Ако се одени избори, кога најрано може да бидат организирани тие избори? На Државната изборна комисија минималниот рок кој што е потребен да организира и спроведе добри избори е 52 дена. Согласно роковите кои што се пропишани во изборниот законник, кога имате вонредни парламентарни избори,
предвремени, во тој случај ги кратите роковите Има за 50 5 дена. 52 дена е оптималниот рок во кој што можат да се спроведат избори. Според Уставот на Република Македонија, кога најрано може да се спроведат избори? 60 дена, значи се распушта собранието 60 дена и во тој момент течат роковите во кои што треба да се спроведат изборите, а после тоа Државната изборна комисија ги крати роковите за спроведување на изборните действија, кои што се состојат во тоа да се добие списокот од надлежните институции, да се изврши проверката, да се обезбеди можност за пријавување на листи, кандидати и така натаму. Значи, комплетно сите тие изборни действија, оптимален рок е 52 дена. А ако се почитува законот и политичкиот договор што е направен пред изборите 2016 година, значи избори пред јануари 2019 година не е можно да се спроведат во Република Македонија. Така е, значи ако се оди на 100 дена прженска влада, како што е политичкиот договор направен. Не само политичкиот договор, него сега и во законот за влада, законско решение. Значи, јас и многу често во моите настапи апелирам да се почитуваат законите и Уставот на Република Македонија, колку и дегутантно да звучи во Македонија тоа денеска, меѓутоа Зоран Заев два пати пролонгираше избори. Така е, 2016 година. И сега може да се случи опозицијата да не сака да оди на избори ако нема прженска влада. Така е, сосема легитимно и јас очекувам дека ќе се почитуваат позитивните законски прописи. Да, но ние имаме двојни стандарди, господин Дерковски. Пред минатата година, значи 2016 година, имавме такво искуство во Македонија, пободосли имавме такво искуство во Албанија. Кога македонската опозиција предводена од Заев, тогаш велеше ние не учествуваме, ќе ги бойкотираме изборите, меѓународната заедница велеше не може да има избори без опозицијата. Кога албанската опозиција на Љулјзим Баша рече ќе ги бойкотира изборите, тогаш господин Охан рече може без опозиција се спроведат избори. Така да тие двојни стандарди на Балканот не се видливи само со голоко, туку се видливи од авион што се вика. Така е, познати ни се, меѓутоа ние мора една работа да сватиме тука како македонци, пред се, односно граѓани на државата Република Македонија, дека дали државата ќе ни оди напред, ќе се движи, зависи само од нас тука, граѓаните на Република Македонија, македонците, албанците, турците, сите останати други кои што живееме, а не почитувајќи ги наредбите од не знам кој, него треба самите да почнеме да работиме. Ако зависеше од нас, после гласањето на 30 септември, немаше да има вакво силување на демократијата во Република Македонија. Што и да се случи? Со вакво оценување, со 9 оценети пратеници, дали се 9, дали се 12, веќе тотално небитно. Да се менува историско име на една држава, да се менува библиско име. Тоа е злостор кон тоа држава, тоа е злостор кон граѓаните на таа држава. Значи, од овие моменти, македонската држава, македонските граѓани ќе се срамат во наредниот период. Предпоставувам дека е така. Јас, некако председател на Државна изборна комисија, како граѓани на државата Република Македонија, и како бивши член на Собранието на Република Македонија ќе се срамам од она што се случува овие денови. Може ли да предпоставите низ каква голгота поминуват тие луѓе? На една страна 12 години затвор, на друга страна гласање за промена на името. Предпоставувам кои се притисоците и тоа е се надвор од моралните норми и од политиката, од добрите обичаи во политиката. И навистина е многу лошо за демократијата во Македонија. И веројатно после овие настани многумина од учесниците во политиката ќе се срамат од ова што се случува во овие моменти во Република Македонија, а и државата, односно владење на правото, демократските принципи кои што сите ги имаме постојано во нашите разговори, ќе се сведат на едно банално изговарање на тие зборови, односно дегутантно ќе биде да зборуваме повеќе за владење на право и демократија во нашата држава. Минатите 3 дена во Република Грција на маса, под маса, во медиумите, во порталите, во целата јавност беа извадени сите тие валкањалишта, што изминатите 27 години правеле грчките политичари. Посебно, како се трошени тие тајни пари. Дека тие тајни пари се трошени на подкупување политичари, новинари во Република Македонија. Подкупувани се луѓе кои треба да работат во корист на Република Грција. Луѓе кои ќе подкупуваат македонската позиција, кои ќе ги обезвреднуваат македонските позиции и кои ќе не убедуваат дека треба да
да прифатиме промена на името. Тоа е правено, тоа убедување е правено со грчки пари. Сега на виделина излегува дека стотици милиони евра и долари грците потрошиле на купување новинари, јавни личности и политичари во Република Македонија. На крајот, грците самите ќе ги извадат тие списоци. Само прашање на времето кога Емануел Малелис Маноли или тајкунот Кондаминас ќе излезат и ќе кажат што све правеле и кога све купувале во Република Македонија. Оставка поднесо Коцијас на 30 септември. Македонските граѓани гласаат да не биде прифатен договорот од Преспа. Ако архитектот од грчка страна на договорот од Преспа поднесо оставка, ако македонските граѓани велат не сакаме промена на името од Република Македонија во Северна или Република Северна Македонија, може ли да биде жив Преспанскиот договор ако клучните играчи веќе не се во игра, се изфрлени, или еден субјект, македонскиот народ, вели не сакаме таков договор? Може ли тој договор да биде жив? Апсолутно сте во право и посебно во оваа насока би додал, бидејќи во тешката политичка криза во Грција, во судирот помеѓу двајцата клучни министри во владата на Алексис Ципрас, Панос Каменос и Никос Козијас, премиерот на Грција се одлучува да го задржи архитектот на неприфаќањето на антипреспанскиот договор, што е еден многу специфичен момент во целата, според мене, не само македонско-грчка, туку и геостратешка игра. Ве изненади ли тоа? Дали тоа не ме изненади, затоа што јас лично следам оваа проблематика на Вие сте одличен познач на грчките прилики. Да, јас предпоставував дека ќе дојде до судир помеѓу еден класичен десничар, Анел во владата на премиерот Ципрас, како што е Панос Каменос, и еден идеолог на поранешно комунистичко-марксистичко движење, како што е Никос Козијас, без разлика што е потоа школуван на највисоките германски универзитети, но е еден класично... Соросид, без разлика што е Соросид, има комунистичко минато. Има комунистичко минато, е член на групацијата Никос Пуланцас, ја формира и својата групација во парламентот од три пратеници Прато, наспроти сериозниот десничарски политичар. Конфликтот станува еден исклучително битен момент. Значи, Панос Каменос, кој секогаш важел за главен руски експонент во владата на Ципрас или во грчката влада, оди во посета на Вашингтон, има средби во Стейт департментот, има средби во Пентагон и средба со министерот за одбрана на Соединетите американски држави и излегува, вели, мртов е Преспанскиот договор, има нов или бе Преспански договор и нуди Балкански пакт, еден вид на Балкански пакт, кај што била Македонија, била Србија и други некои балкански држави кои се членки на НАТО, како одреден воен сојуз во рамки на НАТО кој би ја гарантирал безбедноста на регионот. Значи, Панос Каменос може ли во свое име да понуди таков план? Точно така, изјавите кои што ги дава Панос Каменос за грчката јавност воопшто не одат во насока дека тој план Б кој што тој го предложил на американскиот секретар Матис се во свое име. Дури ниту дипломатски не го кажува, дека не биле запознати. Вие не може да дојдете у Пентагон. Тоа е прво, второ не можете да дојдете во Пентагон и да зборите во свое име. И не можете да зборувате во свое име. И не можете да дадете предлог кој што претходно длабоко не е поминат низ многу филтри на грчката политика. Што е есенцијата? Што по вас? Есенцијата е суштината на ова што се случува сега. Панос Каменос, рускиот човек, како велеа, руското кукавичко јајце во структурите на НАТО или на министерските средби на НАТО во Брисел дава таков предлог. Панос Каменос го поврзува со Иван Савидис. Пред 2 месеци Зоран Заев велеше дека одредени бизнисмени од Грција кои имаат руско потекло финансирале немири во Република Македонија и алудираше токму на Иван Савидис и тој подоцна тоа го демантираше. Иван Савидис е главен финансиер на партијата на Панос Каменос. И Панос Каменос излага со таков предлог. Што е суштината? Дозволете ми да се навратам во прашањето на претходната анализа на конфликтот помеѓу Панос Каменос и Никос Козијас според многу врвни аналитичари. Покрај неколкуте аспекти на неговата оставка, без разлика дали се искористувањето на тајните фондови, без разлика на можноста околу Преспанскиот договор, стои и една варијанта дека премиерот Алексис Ципрас и Никос Козијас влегле во судир и поради истерувањето на руските дипломати од Атина како една скорешна епизода во негативните руско-грчки односи. Истовремено, никој не може да Кој на која страна бил?
се предпоставува дека премиерот Алексис Ципрас подолго време, според некои анализи кои што ги слушаме и јавни од некои и новинари и аналитичари, дека премиерот Алексис Ципрас не се согласувал со истерувањето на руските и прекинот на руските дипломати. Значи Ципрас му замерува на Кодзијас дека ги протера руските дипломати. Според некои анализи, но многу поинтересно и многу позначајно е тоа што велат се спречува руското влијание на Балканот. Генчев, се извинувам. Да. Се извинувам. Панос Каменос или планот на Панос Каменос предвидува 3 нови НАТО бази: Волос, Лариса и Александрополис. Значи базата во Александрополис, поред некој во Комотини градот што е, тоа е на 30 до 40 км од грчко-турската граница. И таму завршува тој нафтовод Бургас Александрополис. Дали ако се прифати планот на Панос Каменос, значи дека границата на НАТО не е помеѓу Турција и Сирија, Турција и Иран и Турција и Блискиот Исток, туку помеѓу Грција и помеѓу Турција? Дали планот на Панос Каменос значи драматично редефинирање до каде е границата на НАТО пактот? Се сложувам, не се 3 бази, туку се 5. Главните се Волос, како што ги спомнавте, покрај суда, Волос, Лариса и Александрополи. И би сакал да истакнам уште еден многу важен, значаен момент кој што се случува во нашето обкружување, а тоа е дека на 29 октомври, еден многу значаен ден по 2 аспекти на сето тоа што се случува во регионот, Панос Каменос има закажано средби во Москва. Панос Каменос. Значи, на 29 октомври, Панос Каменос за некаде за 10 ја најавува посетата на Алексис Ципрас, која што треба да се случи исто така на Москва во рок од 2 до 3 недели потоа. Замислете сега, Панос Каменос оди во Вашингтон, оди кај Матис, презентира план за балкански безбедносен штит, како план Б за воколку пропадне Преспанскиот договор или се движи во непосакувана насока, оди во највисоката точка на американската одбранбена дипломатија, го презентира тој план. Во тој план покрај членките на НАТО постоечки на Балканот ја вклучува и Србија и Македонија. И на 29 октомври оди во посета на Москва, како најава на посетата на Алексис Ципрас. Може ова да биде случајност? Според мене... Генчов, значи човекот во 3 недели се среќа во Вашингтон со клучни играчи и се среќа во Москва. Дали тоа значи дека овој план на Панос Каменос е спонзориран во исто време и од Вашингтон и од Москва? Никогаш нема да го дознаеме тоа, секако не можеме јавно да го елаборираме. Бидејќи русите не кријат дека сакат Србија и Македонија да бидат воено неутрални. Ако Србија и Македонија се членки на тој воен сојуз, што го најавува Панос Каменос, а во исто време не се членки на НАТО, дали е тоа на некој начин компромис помеѓу Вашингтон и Москва како да бидат регулирани односите во регионот? Можно и така да се гледа, и уште еднаш ќе нагласам, значи повторно ако после Вашингтон оди во Москва, а предходниот министер Никос Кодзијас на првиот ден, внимавајте, на првиот ден, не после 10 дена од подпишувањето на Преспанскиот договор, оди во посета на Лавров, сигурно дека не можете сите тие крупни дипломатски односи да ги отфрлите и да кажете дека се небитни. За да не биде ова само празно зборење или празни зборови, јас ќе го повторам делот од интервјуто со Киро Глегоров, кога тој за емисијата во Центар кажува за амфорите и за Ролексот, кој Фрчковски му го нудел како дар или подарок на поранешниот шеф на грчките тајни служби Николаос Грелакис. Николаос Грелакис преку Фрчковски сакал да му се заблагодари на Киро Глегоров, дали со амфора, дали со часовник Ролекс. Овој сата тоа спакувано, што ти кажам, како знаат грците да направат, е подарок од господинот Грилакис. Бидејќи не сакаше да ја земеш амфората, еве, ово е Rolex саат, тоа вика чини $15,000. Па, вака, ракавот, еве ја имам. Ο Υπουργός Εσωτερικών Φραστκόφσκι με ενγκαλίστηκε, μου προσέφερε ένα χρυσό φλουρί. Μια τσάντα με τοπικά κρασιά. Μια θήκη με μαχαιροπύρους.
Македонија проживува драматични политички моменти. Се надевам дека тие драматични политички моменти нема да се претворат во безбедносни ризици. Меѓутоа ова што сега се случува во Република Македонија, одредено оценување на пратеници, обиди за подкупување на пратеници, разни непристојни понуди, ова ќе остане во темната страна на македонската историја. Ова голгота низ која сега поминува македонските граѓани, македонскиот народ, никогаш нема да биде заборавена. Ова ќе биде еден од најцрните моменти во севкупната македонска историја. Македонскиот народ во сите овие црнила покажа достоинство и на 30 септември покажа дека се сака својата држава. 2016 година амбасадорите се шета по Косовско поле во Државната изборна комисија. Па тоа што случуваше на прегласувањето и прегласувањето да се прегласува во ТРЦ, тоа ќе се изучува во учебниците некаде по 10 или 20 години. Дали во мандат на Дерковски ќе дозволите да ви се шетат амбасадорите по Косовско поле во Државна изборна комисија, амбасадорите да одлучуват, амбасадорите да дават налози, па дури и претходната Државна изборна комисија е растурена и е расформирана по налог на амбасадорите. Така, значи, и за какво право говориме? Јас и сега во добра показна вежба беше референдумот. Во самата Државна изборна комисија наметнав еден друг стил на работа и тој стил ми го прифатија сите членови на... И вие касневте со резултатите. Као да пробавте да му фрлате гума за спасување на Зоран Заев? Не. Значи... пребројувавте некои 3% гласови 12 сати. И од еден убедлив пораз на Зоран Заев, нема истата вечер резултати, кога да му фрлавте гума за спасување? Не, така, значи, се работи за системот кој што го има софтверот од Државната изборна комисија, до 18:30 часот, до кога последниот момент до кога ги собиравме ние резултатите за излезноста, резултатите одеа многу брзо, значи се соопштуваа многу брзо. Меѓутоа последниот половина час не можете веќе да кажете резултат за излезноста затоа што се затвараат избирачките места и почнува броењето, сумирањето и утврдувањето на резултатите. Дека до 17 часот сме имале европски софтвер за броење на излезени гласачи. Не, и после тоа го имаме. Меѓутоа не можете после 19 часот, не можете... После 17 часот имаме кинеско гласање, кај што на 3 секунди, на 5 секунди почнуваат во наводници кинезите да гласаат на референдумот во Република Македонија. До 18:30 часот сите резултати кои што идеа од избирачките места преку општинските изборни комисии и преку операторите кои што работат од Државниот завод за статистика, тие го оперираат тој софтвер, значи пристигнуваа на време до 18:30 часот. После тоа се затвораат избирачките места во 19 часот и веќе не можете да добивате резултат за излезноста. Затоа што во тој момент се затвора избирачкото место и се почнува броење и утврдување на резултатот од гласачкото место. И ќе мора да почекате да заврши таа работа за да добиете резултат. Тоа е причината за тој час и пол, два доцна. Има ли сигнификантни места кај што еклатантно може се констатира полнење на гласачките кутии? Значи немојте да бидете председател на Државна изборна комисија повтор пат. Не ми е проблем и да и како председател на Државна изборна комисија. Сите скопски села кај што се албанци, можам одговорно да криминални банди под контрола на СДСМ, тамо драстично се полнеа гласачките кутии. Не да е сигнификантно, него е индикативно работата, онам кај што имате 95-6% излезност на гласачките места, посебно во општината Сарај е индикативно, каде што на повеќето избирачки места е гласањето преку 90% и јас како председател на Државна изборна комисија не го потпишав тој записник за прием. Не го потпишавте? Да, на тоа гласање и сметам дека јавното обвинителство сега на Република Македонија веќе има доста допрени гласови, не еден допрен, него повеќе допрени гласови. Доколку увиди дека има потреба, има веќе и кривични пријави, одредени субјекти треба да покрене. Има амбасадорски допрени гласови? Не. Ако нема амбасадорски допрени гласови, нема да интервенира јавното обвинителство. Тие работат само по амбасадорски допрени гласови. Без тоа полнење на кутиите. Значи немаше да бидат за гласовите ни 550.000. Предпоставка. Тоа е дебакал. Да.
Тоа е дебакл на референдумот. Предпоставка. Ова емисија некаде од почетокот на 2015 година, тогаш емисијата во Центар се емитуваше на Алса ТМ телевизија. Значи, две емисии, после ова што е кажано во оваа емисија, емисијата во Центар беше забраната на таа телевизија. Во оваа емисија за прв пат беше кажано дека и Коцијас, министерот за надворешни работи, и премиерот Ципрас се луѓе на Сорос. После две емисии, од кога беше кажано во емисијата во Центар беше тргната од програмата на Алса ТМ телевизија. Ке може ли да предизвика некои тектонски поместувања, ова менување на трасата на тој руски нафтовод, кој требаше да поминува преку Бугарија, преку Србија до Западна Европа, сега е направен нов крак кој би требало да оди преку Русија, Турција, во Грција и се спомна дека може да помине из Македонија. Американци ќе тоа спречат изазивањем граѓанског рата во Турској. Ма може ли у Македонија, пошто и таа се спомна како може Може и у Македонија да направи овој граѓански рат, Како тој дозволи Сириза да дојде на власт во Грција? Па за Сириза се налади Сорош. Значи Сорос и позади Сириза. Па наравно. Дали сте приметили да у програму Сиризе одузимање имовине Грчкој православни цркви и опорезивање Грчке православни цркви? Борба против православни. Цела тоа политичка криза која сега се случува во Грција, тој конфликт помеѓу поранешниот министер за надворешни работи и актуелниот министер за одбрана. Значи, тоа е драматична политичка криза во Грција. Валканите али што излегува? Црни фондови, 130 милиони евра, некаде 91-92 година. Пари со кои се купувани новинари, политичари во Македонија, во Албанија. Купувани се политичари, новинари и во Грција, кај што треба да се помини македонското прашање. Значи, одеднаш целата грчка тајна дипломатија се изведе на површина. Сите валкани алишта се извралија на површина. Купувани ли се луѓе во Македонија? Ние се сеќаваме на оние изјави на Киро Глигоров, поврзани со Фрчковски, поврзани со Грилакис, за амфори, за Ролекс и така натаму и така натаму. Одеднаш гледате све оно во што се сомневавме, господин Егенчов, сега грчките медиуми, дали се управили не се, јас не знам, меѓутоа грчките медиуми тоа го вадат на површина. Значи целата валка на грчка тајна дипломатија ние сега ја гледаме. Не можеме да знаеме, мислам, сега морам да бидам искрен, значи дали го имало тоа или го немало. Не би можеле да знаеме, меѓутоа но имаме индици, тоа го пишуваат грчките медиуми. Го пишуваат, меѓутоа лично јас не би можел да го анализирам тоа затоа што тоа немам информации едноставно за таков процес. Читате грчки медиуми, гледате грчки телевизии, тоа е драматична политичка криза. Па е многу сериозна политичка. Крупни политички имиња. Обвинувања дека едниот дека е соросоид, обвинувања за користење на тајни фондови. Така да тоа сето тоа стои во многу специфичен политички момент кој што двете општества поминуваат низ драматични кризи. Македонското после референдумот и ова што се случува македонскиот парламент, грчкото после тој конфликт на министерот за одбрана и министерот за надворешни работи. Значи двете држави кај што треба да биде имплементиран Преспанскиот договор поминуваат низ драматични политички кризи. Значи само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Ни под точка разно не е случајно, но во светската дипломатија може овие процеси и да задоцнат. Тоа не значи ако Панос Каменос го дал овој предлог во Вашингтон дека истиот ќе биде реализиран. Тоа не значи дека тој ќе добие своја реализација веднаш. Јавната и тајната дипломатија работат на проекти многу долго време. Така што без разлика на што е многу сериозен предлог, што отстапува од секојдневните предлози кои што ние ги слушаме посебно во нашата јавност, кои што уште еднаш ќе нагласам, асоцира на создавање на одредено сојузништво по примерот како што тој го нагласи во своите изјави, по примерот на сојужништвото на Грција што го има со Израел и посебните договори што ги има со израелската држава. Мислам дека тоа е еден проект кој што многу сериозно треба да се земе во обзир. Тука ќе се уфрла. Да. Значи тој однос помеѓу Грција и Израел е исклучително специфичен однос. И меѓу Грција и Египет. Да, но Грција и Израел не е исклучително битен тој однос бидејќи господинот Грилакис, Николаос Грилакис пребегнал во Македонија после враќање на Папандреу на власт 93 година. Грилакис ја прави целата мрежа грчка во Република Македонија. Основата за конфликт е признавање на Израел некаде од владата на Мицотакис, кој се во кумовски релации со Николаос Грилакис. Значи Грција е една од последните држави во светот кој го признава на Израел е десничарска работа. Кој го признава Израел.
Папандреу не сака да го призна Израел, неговата влада паѓа некаде пред 27-28 години. Значи, тоа се клучни моменти и сега доаѓаме до улогата на Израел. Израел е единствена држава, освен Грција, у светот, која може во исти момент да има одлични односи и со Вашингтон и со Москва. Вклучувањето на Израел во моментот, значи баланс во овој регион. Некој сака овој регион да биде контролиран и од Вашингтон и од Москва. Се сложувам со тоа и мислам дека треба да многу сериозно македонската дипломатија да ги следи овие насоки што се случуваат и мислам дека тоа ќе го направи. И има морална обврска, не само државна, туку и обврска која што ја налагаат сите моментални светски текови. Бидејќи луѓе на Паноска Менос 6 месеци пред ова што се случува сега, пишува и најавува дека Ердоган сака да отвара турски бази на територијата на Република Македонија. И грчки аналитичари веле, не смееме да дозволиме отварање на бази турски на територијата на Република Македонија. Одеднаш што излага со планот Б, кај вели отварање на НАТО бази. Без малку насочени кон границата со Македонија. Ги видите изјавите на првата пресконференција, веднаш после доаѓањето на Паноска Менос од Соединетите Американски држави, една по една ги објаснува сите бази. Базата во Лариса, базата во Волос, каде што вели се нашите Апачи хеликоптери, зошто да биде Измир, Александруполис, зошто да биде Варна. Значи, целата стратегија ја базира на создавање на поместување на границата на НАТО и зајакнување на улогата на Грција во овој регион преку енормно зголемено присуство на Соединетите Американски држави. И на 29 октомври во посета на Москва. Го познавате ли Кондаминас? Не. Под него го купивте офицерски дом. Преку негови адвокати. Дали вие ги проверувате овие луѓе со кои правите бизнис и велите не сте се сретнале со Кондаминас, не знаете кој е Кондаминас? Вите давате многу пари, велите само 2 милиони евра биле долговите на таа фирма и плюс тоа треба да биде инвестиција од некои 20 кусур милиони евра, што не се мали пари. 20 кусур, да. Значи човек кој вложил толку многу пари, најмалку што може да се очекува да провери кој е Кондаминас, кој е портфолиото на Кондаминас. Со која цел? Па да видите со кого соработувате. Не сум соработувам со него. Добро, вие сте купиле тој? Добро. Проект од него? Ќе купам, значи прва тој човек во Грција. Второ, како адвокати ми рекли дека човек има проблеми, ја после затоа спамтив. Вие знаете дека тој е близок до грчките служби? Не. Да, а вас не ли ве врзуваат со руските служби и се може ли тука да... Мене врзуваат со се што има и што нема. Значит, не ми треба да проверувам Кондамин затоа што тој не ми партнер, немам ни соработка со него. Јас само преку негови адвокати ме понудили мои луѓе и колеги со кои... И колку му плативте на Кондаминас? Мислам дека ништо не плативме, затоа што превземавме негови долгови. Тоа е била цена. Значи ви го поклони, всушност. Како да поклони? Значи, прво... Ви дава најкапитален објект, устројниот центар на Скопје. Не. Ке имате офицерски дом, ке имате бизнис центар, ке имате хотел Мериот, веќе втор хотел Мериот, едниот е Алек Теранова, кој исто близок на власта, вие сте со вториот хотел Мериот. Чекајте, не ви разбрав. Неколку прашања, господине Самсоненко, многу поклопување генерално, знаете. Какви? Па, Кондаминас е многу шарен играч. Добро, не треба да ме врзувате со Кондаминас, затоа што ја не реално и немам појма кој тој човек. Добре, Дрковски. Ако направиме политичка анализа, реков постано ова е дефинитивно постано прашање. Некој сакаше со вакво силување на пратениците на волјата на граѓаните, после ова што се случи на 30 септември, со вакво брутално во наводници силување, некој сакаше реприза на 27 април. Тоа е очигледно. Некој сакаше, бидејќи само со реприза на 27 април се спасува од политичкиот амбис. Ова надвор од форматот председател на Државна изборна комисија. Да, по трет пат не сум председател на Државна изборна комисија. Значи, цело време во изминатата година дена, моје мислење, сметам вака една политичка анализа, дека некој се обидува да ја води blame game, значи играта да бара виновник во целата игра, не му успеваше досега. Последен обид да се направи, тоа е сега точно, вашата предпоставка е точна и сметам дека ќе заврши безуспешно и тој обид. Инаку, целиот процес се води на сила од почеток, се води без консензус политички и затоа сметам и дека
сме дојдени во таква ситуација каква што е сега денеска, да од почеток процесот се водеше транспарентно на масата да веа сите политички фактори во Република Македонија, можеби ќе завршеше поуспешно со подобар договор и така натаму. Значи, меѓутоа вака не бидува, со сила убавина не бива, па нити со лага ага бидува. Многу среќа. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во исто тоа време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си, што и да се случи, што и да се направи. Ние македонците, македонските граѓани, можеме со горда глава да гледаме и во минатото, да гледаме и во иднината. Значи, уште еднаш, се гледаме идната недела во исто тоа време. Пријатно вечер.